За 8 години владата на Никола Груевски изгради само 7,5 километри автопат. Пристапот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе биде сосема различен. За СДСМ инфраструктурните инвестиции долгорочно овозможуваат генерирање на понатамошен развој, на дополнителни бизниси и економска активност во регионот на кој се реализираат инвестициите. И она основното, поголема мобилност на луѓето и материјалните добра. Еве дел од клучните проекти во инфраструктурата кои ќе ги реализира идната влада на СДСМ. Изведба на проектот Македонија Мегалополис за патно поврзување на населените места во Македонија, кој ќе овозможи патување меѓу најголемите градски центри во државата за не повеќе од 90 минути. Изведба на проектот Македонија без скал, што значи изградба на 1500 километри локални патишта во 625 населени места во рок од 4 години. Со овој проект ќе се овозможи нормален живот во малите рурални средини. Определувањето на приоритетите и редоследот ќе се врши во координација со локалното население. Реализацијата на овој проект значително ќе влијае на подобрување на животните услови во овие средини и ќе го намали одливот на млади луѓе. Изградба на автопатот Велес-Прилеп-Битола. На овој потек гравитираат 450.000 граѓани, речиси четвртина од населението во Република Македонија. Неговата реализација ќе значи не само економска, туку и стратешка одлука за развој на овој регион. Дополнително, ќе се искористат градежните работи и ќе се изгради дополнителна инфраструктура. Например, водоводот од извор Бабуна до Прилеп, ќе се постави гасоводна мрежа, нов оптички кабел. На овој начин, изградбата на автопатот ќе создаде и друг вид на додадена вредност. Затоа што ќе се намалат трошоците за изградба на овие проекти, доколку истите би се граделе посебно. Изградба на така наречен експресен, брз пат Струмица-Штип и Штип-Кочани-Делчево. Почитувани граѓани, инвестициите во инфраструктурата не смеат да остават огромни долгови за идните генерации, туку да генерираат приходи и самоодржливост. Затоа идната влада на СДСМ ќе обезбеди финансии за вложување во инфраструктурата од сопствени средства. Потоа, од европските фондови кои се на располагање за ваков вид на вложување. Откако ќе се исцрпат сите можности, дури тогаш ќе се обраќаме до потенцијалните кредитори. Ви благодарам.